Почитувани мои, 30 години ја крстарам Република Македонија. Во овие изминати 3 децении речиси нема населено место низ кое не сум поминал или не сум направил документарен видеозапис. Неколку пати сум ја посетил Прилепската општина. Сум бил речиси во 2/4 од купно 30-тината колку што се села, а ми останаа уште 5-6 селски населби. Помеѓу овие неколку преостанати населени места во оваа општина се одлучив повторно да го посетам селото Присад. Како по стар обичај и овој пат за прилепското село Присад тргнав ден пред празникот Свети Ѓорѓија зимен, рано, мощно рано, поточно речено во раните сати, Копје Прилеп, каде што ме пречека Димче Ковиловски, кој воедно е дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријово филм, и заедно со неговиот џип во предпладневните сати стасавме во селото Присад, поточно речено во Присадскиот манастир, каде што ме пречека Кире Василевски, заедно со членовите на манастирскиот одбор и професорот Драгослав Миновски, еден од денешниве не само во македонскиве, туку и во балканскиве простори, етнограф, историограф, а воедно дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријово филм, кој беше дојден во нова историографско-етнолошка истражувачка мисија во овој дел на Прилепскава околија. Почитувани мои, ете продукцијата Маријово филм, одека се наоѓа во Прилепсково поле, одека денеска сме дојдени да одиме во манастирот Свети Ѓорѓи, кој што се наоѓа во непосредна близина на селото Присад. Еве одека со мене заедно и е Димче Ковиловски, човекот кој што е така да речеме виновен за нас сценографско уредување на репортажите што ги правиме, а воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријово филм. Почитувани мои, еве одека се наоѓаме кај што го давам ова најава на стариот пат Прилеп-Венес, кој што поминува преку превојот Дервен, а одека во непосредна близина се наоѓа нов Присад, а таму во непосредна близина на превојот Дервен е стар Присад, кој што и двете села се веќе во изумирање, двете села од чиго првото село е населено пред 70 години, а второто село според пописот од 2021 година има само 4 жители, но многумина велат па јасно ќе го потврдам дека единствено место во Република Македонија денеска каде што ќе се собираме во нашите заборавени села се црквите и манастирите, а воедно Македонската православна црква секогаш била темелот на македонската самобитност, на македонскиот народ и на денешнава наша македонска современа држава. Димче, ќе одиме? Може. Ајде, одиме. Ај, добар ден. Добар ден. На помош да ме уводи неки бидите овде. Чулте го се одиме во манастир Свети Ѓорѓија. Намерасни. Така, како не служи живот? Па, јас сумњам дека ќе ме надживеат мене. Така е, така е. Почитувани мои, додека со поглед го разгледував хоризонтот што го окружуваше Присадскиот манастир, за брзо време во манастирскиот двор околу мене се собраа членовите на манастирскиот одбор кои ми велеа: добре дојде Зоране, долго те чекаме да дојдеш повторно во ова наше село, а воедно и во ова македонско православно светилиште и за него да направиш една нова документарна репортажа. Ние тебе добро те познаваме, Зоране. Од телевизија те познаваме, само преку телевизорот те гледаме, со радост ги гледаме репортажине за нашиве села, а многу убаво редом ги редиш историографските податоци, иако не сме историчари, не задоволува фактот што сите податоци што ги кажуваш во репортажине се веродостојни, иако не се разбираме многу од историјава наша насушна. Зоране,
Ете сите ние, сето село, те беа посебно на нашите пријатели, Димче Ковиловски и Драгослав Миновски, ми стоиме на располагање за се што ви треба за денешново наше празнување, ми велеа. Почитувани мои, моите домајчени ме заморија најсетне тие да ми ги раскажат многуте приказни како за историското битисување на нивното родно село, воедно и за историското битисување на Присадскиот манастир, што нив им ги раскажувале нивните дедовци и баби во продолжение на оваа репортажа. Нивниот предлог со задоволство го прифатив. Маријово филм 30 години патува низ Република Македонија. Продукцијата Маријов филм пред 10 години беше овдека во северниот дел на Прилепскава регија, по стариот пат кој што од Прилеп оди према Скопје во виканото место, географско место Дервенот. Овдека овој често пат имам наминувано, а како што напомна последниот пат кога бев овдека во манастирот Свети Ѓорѓија, на истиот денешен ден на празникот, многу приказни ми раскажа тогашните членови на манастирскиот одбор, а еден од тие членови, сега ваќе добреком на името не се сеќавам доволно, меѓутоа ликот го имам кога ќе ги видам, ќе ја видам таа репортажа, се чини дека му беше името Аце. Полна ми е душа што еве денеска се наоѓа овдека во манастирот Свети Ѓорѓија во селото Присад. Полна ми е душата кога пред едно 20 дена ми зазвони мојот телефон и кога од другата страна го поточно речено јас го завртев телефонскиот број и кога на другата страна на телефонскиот број го слушнав гласот на еден, ајде така да речам, познат пријател кој што е по потекло од селото Присад и кога му реков: господине, дали продукцијата Маријов филм е заинтересирана да направи една нова документарна репортажа, и кога му напомнав дека Аце се викаше човекот, денеска не е меѓу живите, што се вика, сите се раѓаме и заминуваме, и кога ми рече: Зоране, Ѓорѓија те покани да дојдеш овдека во манастирот Свети Ѓорѓија. Ти си првиот меѓу однаквите во овој манастирски црковен одбор, ајде вака едно бе рекол. Пред се да ми се представиш твоите корени, твоето име и презиме, твоите корени од дедо, од прадедо до ден денешен. Јас се викам Василевски Кире, член сум на управниот одбор при манастирот Свети Великомаченик Ѓорѓија. Што го спомнавте, Аце ми е чичко и цела моја фамилија од Присад беа во управниот одбор при манастирот Свети Ѓорѓи. Во управниот одбор сме 7 членови, цивилна управа. Постојан член си има заседење домајчин во самиот манастир, значи 24 сати манастирот е отворен за посетители. Имаме преубав поглед на Прилеп, на висина од 1100 метри. Оваа година сме многу задоволни што многу имаше посетеност на манастирот. Да ми ги спомниш членовите. Вака, членовите се јас, Златко, Орде, Емил, Рубин, Блаже и Жан. Така.
Може ли сега вака една кратка сторија за историјата на манастирот? Што кој да ми ги преточиш оние приказни за манастирот Свети Ѓорѓија, што тебе те ги раскажува твоите твојот дедо, твојот прадедо, твојата баба, твојот татко, твојата мајка. Па вака, како што ми кажувале, значи потекнува манастирот од фамилијата на Спуренковци. Во таа фамилија се мажи жена иди од Дреновци, се мажи во фамилијата на Спуренковци и незе насон иди Свети Ѓорѓија и кажува да му изгради манастир. Молам, баба Рајна. И првим сиромаштија било изградиле дрвен параклис само. И 43 година почнува повторно да иди насон и Свети Ѓорги и бара од тврда градба да се прави манастир. И почнато е да се собира материјал и почнале да го градат манастирот. Имале проблем со бугарската власт, поточно материјалите ги земале од полициската станица тука во близина, тие мислеле дека кријат партизани, но некако почнало да се гради самиот манастир. Кога се почнати темелите се најдени на стариот манастир, што во 18 век бил запален од некој турски паша тука во Прилеп. И полека, еве 63 години, манастирот се гради и се одржува. Мојот татко Џоре исто така беше во управниот одбор 30 години, си почина пред 5 години, јас на неговото место настапив. Пред тоа беше дедо ми, на татко ми татко, што значи сите с неј од нашата фамилија од првиот камен на манастирот. Може ли накратко да ми ја раскажеш историјата за како речи го, овде имаме еден надпис на влезот на манастирот, дека манастирот е изграден 1964 година, стари темели, како дојде до вообснова новој манастир. Пошто селото Присад неколку пати е раселувано, заселувано. За тоа прашање по старите мои роднини, исто од фамилијата на Споренковци, Орде, по-добро ќе ви објасни. Сега вака едно. Пред да ни ја раскажи. Да. Нашиот соселанец Орце од Присад, историјата и за селото Присад, и за старите фамилии, и за старите адети и обичаи. Ајде вака едно би рекол. Твојот дедо, како се викаш? Борис. Така. Твојата баба? Блага. Така. Како се викаше баба ти и помајка ти? Верка. Од кај беше? Таа е од Крушево. Од кој место? Градот? Од градот Крушево. Кој е тој Бори да видиш првиот меѓу еднаквите овдека во манастирскиот? Па, како и самите свештеници што ми кажаја, Свети Ѓорѓи ме повикал на ова место. Како што ви кажав, татко ми од почина и имаше собрачајка жената и черката. Додека била во кома жената, го гледала Свети Ѓорѓија и така су ми дојден овдеки од 2020 година. Отколку дојдов јас, значи, можам да кажам за себе, за тоа време што сме направиле, значи, од трпезаријата вратата се смени, од продавницата вратата се направи, те сталажи се направија, светите води се направија, со топла вода се обезбеди манастиро, со соларни, од водовод се изнаправија, камери се обезбеди, физичко обезбедување на манастирот, значи има. Први ние во манастиров да служам, откако ќе заврши литургијата, одам дома, таму син ми ги пречекува гостите додека си појдам јас. И повторно са бајлето па идам. Бабичката твоја, како е името? Анета. Таа од кај ти е? Таа е од Прилеп, ама по потекло од татко од Лопатица. Од Лопатица, од убавото село Да. Лопатица.
колку Господ чела ви даде? 2, машко и девојче. Одомени или уште вечери? Сега напрак се за двајцата за војна вечер. Така. Чест и привилегија е пред се да се служи во манастир. Значи не било случајно да те повика и да служиш на светецо. Кај да се македонците, да ги посетуваат нашите цркви. Верата само може да не отстани, друго ништо. Јас сум Гозе Тасески. Корено ми е од дедо ми, прадедо ми од Присат, од Споренковци. И како што реков, потекнувам од фамилијата од Присат, од Споренковци. Прадедо ми, како што ми кажуваше дедо ми Зоре, тој бил кмет во времето и бил голем борец, се борел за народо, за соселаните и по некои други настани што се случувале тука, тој бил затворен горе во пештерата, што се вика Борула. 3 години бил во пештерата ли? Света врата? 3 години бил таму во пештерата, знај Чичкови. Ова го зборам сето покажување од мојот дедо, што значи татко на мојот прадедо. И му носеле со зумбули, со ортоми, му кревале горе за јадење во пештерата да седи. Тој бил, да речеме, игнориран како непријател од бугарската страна и така да бил тој баран за да биде отепан. Инаку ги памтам јас и доста имаме одено во Стар Присат, Нов Присат, одека што седеа. Пред се дедо ми бил во Америка, покажување има многу сермија изнакупено тука во околината, што значи како што кажа Чичко ми тука имаме оставено 80 декари на државата од Мермеринов град во мервенен комбинат, што го црпа сега златото бело и имаме доста тука и други ниви, така да ова место кај што сум роден тука во Прилеп, стално сум иден оде со дедо ми, со баба ми, со други чичковци, роднини, пријатели. Има ли нешто од таа куќа, тој камен на камен оставено кај што се твоите предци овде родени? Има ли? Има. Во Стар Присат има, има овде изградено толку, да речеме, исто куќа. И тука приближно му било за поголема работа. И тие работеа со јачмен, со жито, со пченица, со рж. Ја памтам дедо ми со којни ораше, со маски. Има и тогаш и црвени коли, некој кој беше малце позапатен, има и шпедитери, да кажем. Може ли да се присетиш кој беше дети кога доаѓаш овде? Како не, јас сум тука израснат. Тука сум пешки, имам иден од Прилеп, тука живеено со дедо ми. За на училиште додам и претежно со автобусите, кога да ја надолу камионите слегува фудол. Кога ќе се сретиш со твоите врстици и твоите соселани од селото Присат, кој што денеска ги има секаде во светот, се радува душата или ти плаче? Абе, како не, само малцете тојде така нараво сега на живото, што не знам како да се изразам, во последно време во Македонија се случува некои несреќни работи, така да младината сите бега. Настрана и бев приморан ради мојата фамилија и моите деца да заминам. Ти си во Шведска, да. Кога ќе чуеш таму пестата наша македонска, кога ќе отидеш на свадба, на наша свадба македонска, на венчавка наша македонска, на крстевка, ќе заиграш на орото, ти се радува или ти плаче душата? Како и сега може малце, немам зборови. Тоа го чувствувам само јас. Ја чувствувам емоцијата. Така е. Кога повеќе ти се радува душата кога ќе тргнеш од Шведска во... Тоа е. Ти се радува душата? Се е кажано, немам зборови. Што беше мотивацијата, поривот да видиш ти оваа година домаќин, да ги пречекаш овде гостите во името на
Свети великиот маченик Свети Ѓорѓи. Видете, пред се јас не сум сега прв пат тука. Не можам да се изразам како домаќици е Свети Ѓорѓе, ние сме слуги. Ги поштуваме овие работи, пред се зборував за мене и за мојата фамилија. Од секогаш сум сакал и сум бил доста пати тука во манастирот како домаќин, што го кажавте. Нека дава Господ кај сите, кај мене имам 6 внучина и то ми е... Ајде, да ми спомните имена. Да, то ми е останато така како аманет. Сакам да се видам запишан тука, да поче пораснат тие здрави живи. Ајде, Да знае дека дедо му прави нешто. како се вика? Тие се Ѓорги, Матео, Габриел, Патрик, Доминик, Илија. Кој ти е побило прводерици горе? Сите. Не можам да кажам, тоа е тешка сите ми се. Полна ме беше душата кога из утрината сабаје станав заедно, кога дојдов до ово, на паракција, кога запали свечу за здравје, ама полна ми беше душата кога запали свеча на монахињата овдека овалчиго во манастирот. Не може да ми кажете како е името незнено и Ја презиме? мислам Раинка е така. Ова. Одеше монахинката, Да. Коца се вика. Коца. Баба Коца. Мајчино име, а овде како монахинка и го заборава. Иначе Коца е Коца. мајчино име. Да. Таа е почината 1990. Знам, Пак едно ќе речем дека дено за години. за многу години, Господ здраве. До година побројни. Чулте Господ. Присад ќе живее и Така во е. манастирот Свети Атанасије, во Стар Присад, ама Присад ќе живее селото и во манастирот Свети Ѓорѓија. Така е. Нека е денот за новогодини За и нека ни новогодини. е здрава и жива Република Македонија. Амин, се заедно. Ви благодариме за честа, фала многу. Вие сте многу големи, јас ве гледам нон-стоп на телевизија. Ова ми е душава. Да, и тоа ме радува. И ви посакувам се најубаво. Вас и на вашата фамилија. Собирало морби, така и вие. Нека денот за новогодини. Амин за многу години. Твоето име и презиме. Јовановски Јордан, Од која фамилија си? од Спуренковци. Како се викаше татко ти? Милан, Мајка ти? Васка, Дедо ти по, овојчко по, од татко ти? Цветко, Домаќиката твоја како се вика? Блага, Да, од кај ти е? од Егејски одел. Од кое место? На Кајляри воден таму, тој крај. Колку Господ чела ви даде? Едно имаме ќупе, Така е, одомено. удомено, Колку внучина имаш? едно внуче, Како се вика? Стилјан. Нека ти е здраво и живо да му играте свадба. Амин, кај секого да дај Господ. Ајде да ми раскажеш за сторијата на селото Присад. Како ти кажуваше твојот дедо, твојата баба, како овдека селото и како го добило името Присад. Присад се наоѓало оде од манастиров на 1 километар првина. И излегла некоја болест, чума, така ја викале, колера. И слегле па на 1 километар подолу од тоа постоелиште на селото. Живееле тука колку време не знам. И од тука пак се преселиле од другата страна на Синоро спрема Небрегово. Таму ко се населиле, сите одовде што преминале, дошло селото најголемо до 75 куќи. И таму живееле, да речеме, моите родители кои дошле, мојот предедо, дедо од Бонче, Така, од Бонче. Од која фамилија од Бонче? Таму се викало презимето Прекаро Чунтевци се викале. И тој тука, еве, пред 250 години, така рачунавме со брат ми, оти со овие поколенија што ги има, 250 години до денеска. И од таде, во почетокот на комунизмот се преселува и дојдува до ова прочуена фабрика во цел свет сега што е отворена. И та сега го заобиколи селото и од тука се поча се крева. Отидоа во Прилеп, сите се населија. Нема ни еден што живе сега. Ова да ми кажеш. Колку фамилии
беа порано во село? Пак едно 5-6 фамилии. Кој беа? Пак најстари биле Терзиовци, Кочовци, Шемковци, Спуренковци и Лазоровци така. Колку мала има село? Две мала, горно и долно мало. Да. Што луѓето порано, што ова поле села ќе направи? Секоја педа земјичка е сееле со житце. Со дрва се занимавале в град, носеле близко градо, за чумур, за грејне, за едно, за друго. И чумурџи биле во ова планина што е зад нас Мукос горе. Чумурџи биле доста фамилии. Чувале ли стока на времето? Чувале, секоја кујче морало да има по 50 глави овци, 60 и по 10 крупна стока, 10 којни во овој така напред. Што ти кажуваше твојот дедо кај оде на пазар до Прилеп? Што оде до Прилеп, до Велес? Велес не оделе, Прилеп му бил најгр. Од Велешките села иделе дури во Прилеп, најблиску му било Прилеп и со насамар, со којни, со магарина и некојаш и запрежни возила, ма со волој. Како беше животот во селото Присад за Велике, за Божик, за Довден, за Илинден? Како беше животот на сред село кога ќе излегува ред моми, ред невести, ред вечари, кога таму ќе беше кајдаџијата, тапаџијата, зурваџијата? Сето време по сите села беше пред едно 30 години беа сите села преполни со помладок. На сред село со една кошула ќе излезе 5 мина брај чернио поиграј, врати се слечија кошулата, други облечија. И весели селата со апетит го чекале Великден или недела да дојде. Ова да те прашам, како ти се викаше даскало што те научи да читаш, да пишуваш и колку мина бевте во делението, колку ученици? Тука јас во ова село, во ново село, сега што е последно што нема човек, во него учев, се викаше Тоше, беше од ејскиот дел од Македонија. Мачен човек беше. На секого му покажуваше да помини, да не повтори. Во една училница учевме од секое оделение, сите на една училница до 4-то оделение имаше. И па имаше едно 30 ученици. Кој ти е куќта слава тебе? Свет Јатанас ми е, Зимен Свет Јатанас. И Митроен, 2 слави чекаше мојата фамилија, родителите. Порачувам сите од кај што се да дојда на овој ден и на Пантелемо, и на мученици, и на Ѓурѓовден, тука да се видиме здрави, прави. Посебно место меѓу изворите на христијанската вера е одвоено за житијата на светиите. Под ова име се подразбираат делата од духовната литература во кои се собрани и опишани животите на светите личности, нивното прославување од страна на Бога, како и настаните чии што спомен црквата го празнува, иако повеќе сигурно е дека на соборот на светиите му припаѓаат и оние чии што животи не се запишани. Житијата на светиите, според зборовите на отец Јустин Поповиќ, го представуваат животот на Господ Христос, кој се повторува во животите на светиите, бидејќи црквата и се во неа го одразува животот на Господ Исус Христос. Светиите длабоко во себе го врежале Христовиот лик и христијанскиот начин на живот, поради што верните во црквата ги доживуваат како вистински сведоци на вистинската вера. Господ Христос преку апостолите ги повикал сите верни да бидат свети, велејќи: бидете свети, бидејќи јас сум свет. Секој кој вистински верува се поистоветува со Христа и станува свет и семојчен, така што може со апостолот Павле да рече: се можам во Христа Исуса кој ми дава сила. И навистина, светите апостоли правеле величествени дела со силата што им ја подарил Господ. Воскреснувале мртви, исцелувале со својата сенка или убрус. Така, тие на дело ги исполниле Христовите зборови: вистина ви велам, кој верува во мене,
делата што ги правам јас, ќе ги прави и тој, и поголеми од овие ќе прави. Образецот на поистоветување со Христа го наоѓаме во зборовите на апостол Павле. Не живеам веќе јас, туку Христос живее во мене. Животите на светите апостоли и на првите христијани се опишани во делата апостолски. Евангелистот Лука ги изнел подвизите и страдањата на првите ученици на Спасителот и на останатите негови следбеници. Делата на светите апостоли се продолжение на животот и делото на Господ Христос и тие со посредство на Духот Свет се пренесуваат на верниците во црквата. Житијата пак на светиите се своевидно продолжение на делата апостолски, бидејќи покажуваат личности чиј што живот е исполнет со вистинска вера во Господа Христа, во Света Троица, во црквата и светите тајни. Светиите меѓусебно се разликуваат според личните дарови и придонесот кон живото предание на црквата. Пророци се оние свети Божји луѓе кои живееле во времето пред Христовото овоплотување. Тие на избраниот народ Божји му го прорекувале доаѓањето на Синот Божји на земјата и други настани од неговиот живот, како и од животот на црквата. Апостоли се учениците Христови и непосредните сведоци на неговиот живот и божествените дела. Овде е важно да се спомне дека на апостол Павле, кој не бил следбеник Христов за време на неговиот живот, Господ му дал на апостолство, јавувајќи му се на патот за Дамаск. Бидејќи апостоли можеле да бидат само оние кои го виделе Господа, јавувањето на Спасителот на дотогаш ревносниот гонител на христијаните бил настан кој го означил почетокот на неговото апостолско сведочење. Меѓу апостолите посебно место завземаат евангелистите Матеј, Марко, Лука и Јован, кои ги запишале најважните настани од Христовиот живот, зашто, како што вели апостолот и евангелист Јован, а има и многу други работи што ги направи Исус, кои, ако би се запишале, не би можеле да се соберат во целиот свет напишаните книги. Во сведочењето на верата во раната црква, голема улога имале мачениците. Според зборовите на Тертулијан, нивната крв била семе за нови христијани. Мачениците достигнале највисок степен на љубов кон Христа, жртвувајќи го собствениот живот од верност кон Него. Тие се и најслични на Господа Христа, кој самиот бил маченик и образец на мачеништвото. Прв кој пострадал за верата бил свети архиџакон Стефан. Тој во часот на смртта покажал љубов кон оние кои го каменувале велејќи: Господи, не земајм го ова за грев, и одлика на сите маченици е што страдале без омраза кон своите убици, поддржувајќи го Господа на крстот, кој му се молел на Отецот за безумните евреи: Отче, прости им, не знаат што прават. Од првите векови постојат записи со подробни описи на страдањата на мачениците, познати под името маченички податоци. Овие записи во раната црква биле читани на црковните собори веднаш по Светото Писмо. Картагинскиот собор од 418 година усвоил и правило тие задолжително да се читаат и на богослужбите во деновите на славењето на светите маченици. Покрај мачеништвото, во црквата постојат и други видови на сведочење на вистинската вера. Свети Кипријан Картагински му пишувал на своето свештенство посебно да ги помнат деновите кога се упокоиле исповедниците на верата Христова, за да може целата црква да го слави нивниот спомен, заедно со споменот на мачениците. Исповедниците во клучите настани од животот на црквата го исповедале нејзиното вистинско учење и ја бранеле црквата од соблазната на разните ереси. Голем исповедник меѓу светиите е свети Максим исповедник.
Почитувани мои, поголемиот дел од вечерната богослужба, која се одржа во многовековниот Присадски манастир, чие име го носи на светиот великомаченик Ѓорѓи, воедно заштитник на селото Присад, со која чиноначествуваше парохискиот свештеник на Прилепската парохија, заедно со соборскиот народ. Богослужената вечерна трпеза, што ја подготвија манастирскиот одбор и овогодишните домајчини, како и поголемиот дел од утринската богослужена литургија, која се одржа во многовековниот Присадски манастир, чие име го носи на светиот великомаченик Ѓорѓи, воедно заштитник на селото Присад, со која чиноначествуваше парохискиот свештеник на Прилепската парохија, заедно со соборскиот народ, богослужениот ручек кој што го подготвија манастирскиот одбор и овогодишните домајчини, ќе го проследите во продолжение на оваа репортажа. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Колите подвижно разшируваш, огниот младености и страдали туге орие, упрати на мачениците и сограѓани на войските небесни. Не радиста и потопете Господи, потопете Господи, на Господа. Господи, Овој град за секој град, за секоја земја, за нашата земја и за сите што живеат во нив со вера, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господи, помилуј. За благотворен воздух, за изобилие на земни плодови, за мирни времиња, да се помолиме на Господа. За сите што патуваат во земја, вода и воздух, за болните, страдалците, за оние кои се во робство или во затвори и за нивно спасение, да се помолиме на Господа. Господи, да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, се молиме на Господа. Господи, Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази ме со Твојата благодат. Господи, Мајкија пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија со сите свети. Помилуј не Боже, по Твојата голема милост и се молиме, послушај, помилуј. Уште се молиме за благочестивиот и православен наш народ, за неговиот живот, мир, здравје и спасение, Господ нашиот Бог да му помага во се и за покој во Господи, секако непријател и противни. Уште се молиме за сето преосвещенство и любовит наш Видешто во Христа, за наше братство, за заштитата на овој град и за оние што живеат во него,
за мир и добро на целиот свет, за добросостојба на светите Божји цркви, за спасение и помош на отците и браќата наши кои се трудат и служат ревностно и со страх Божи, за оние кои се отсутни на пат, за исцеление на болните, за упокојување, простување, блажен спомен и разрешување на гревовите на сите порано починати отци и браќа наши православни кои лежат овде и насекаде во православието, за избавување на заробените и за браќата наши кои се на работа и за сите кои служат и служеле во овој свет храм, да се помолиме. Уште се молиме за милост, живот, мир, здравје, спасение, посетување, простување, разрешување на гревовите на Божите раби Ѓорѓе, Матео, Габриел, Патрик, Доминик, Илијан, Гога, Силвана, Илија, Кристина, Цвета, Алберто, Џајден, Рубин, Мери, Паре, Роли, Вики и Васа и за сите кои го празнуваат овој празник. Уште се молиме да се запази овој град и селото и овој свет храм, манастир за секој град и земја од глад, помор, земјотрес, потоп, огин, меч, напаѓани од туѓици, меѓусебни војни, да биде милостив и благонаклонет добриот човеколюбив Бог наш, да отстрани секаков гнев што се подига против нас, да не избави од своето праведно наказание и да не помилува. Уште се молиме Господ Бог да го услиша молитвениот глас од нас грешните и да не помилува. Услиши не Боже, Спасителу наш, надеж на сите краишта на земјата и на оние што се далеко по морињата, и милостив, милостив биди кон нас грешните и помилуј не. Зашто си милостив и човеколюбив Бог, и Тебе слава Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светлиот Дух, сега и секогаш и во веки веков. Мир на сините, нашите глави да ги приклониме пред Господа. Владико многомилостив Господ Исусе Христе, Боже наш, по молитвите на пречистата Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, со силата на честниот и животворен крст, по застапништвото на честните небесни безселесни сили, според молитвите на честниот славен пророк и предтече крстител Јован, на светите славни сепални апостоли, светите славни мъченици и во добро победници, преподобните богоносни отци наши и светите отци наши, вселенските велики учители, светители, Васили Велики, Григорий Богослов, Јован Златус, светиот отец наш Николај, архиепископ, Миликиски чудотворец, светите римноапостолни, словенските просветители, Кирил и Методен, нивни свети ученици, Климентина, Охридските чудотворци, Сава, Горас и Ангелари, преподобните богоносни отци наши, Прохорчински, Одилски, Окимосоговски, Гаврил Лесновски, свети Иларион епископ Мегленски, свети Никодим Тисмански, Прилепски и сите македонски светители, по молитвите на светите праведни богоци Јоаким и Ана, по молитвите на светиот великомаченик Георги Победоносечи спомен го празнуваме и сите Твои свети. Направи ја благопријатна нашата молитва, дарувај ни простување на нашите прегрешенија, покри не со покривот на Твоите крилја, отстрани од нас секаков непријател и противник, смири го нашиот живот, Господи, помилуј ни нас и Твојот свет и спаси ги нашите души, како добар е човеколюбец. Свободител и ищи заштитител, немоштво још ти град царе и подборниче, победоносче, велико мучениче, Георгије, моли Христа Бога, спасися душа наших, яко пленник свободы.
pobjedonošće, veliko mučeniče Georgije, moli Hrista Boga, spasi sjagu naših. Bogorodice, radujся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты в женах, и благословен Божьего Твоего, яко спаса родила есни душа си. Господи Исусе Христе, Боже наш, кој си благословил 5 леба и си наситил 5000 луѓе, ти самиот благослови ги и овие лебови, пченицата, виното и елеот и умножи ги во нашиот град, во ова село, во оваа света обител, во нашата татковина и во целиот Твој свет. И верните кои јадат од нив, освети ги, зашто Ти си кој благословуваш и осветуваш се. Христе Боже наш, и Тебе слава Ти вознесуваме, со безпочетниот Твој Отец и со пресветиот и благ и животворен Твој Дух, сега и секогаш, и во веки веков. И закаша зискајош тиже Господа, не лишас ја сјакаго блага. Богати обништаша и залкаша, зискајош тиже Господа, не лишас ја сјакаго блага. Благословението Господово и милоста Негова да дојде на вас преку Неговата благодат и човеколюбие, постојано сега и секогаш и во веки веков.
спрема манастирот за ручек денеска за гостите што ќе дојдат? Гравче, Гравче, а? гравче, постно јабличе, Так, што дал Господ Отец. така е, така е. Твоето име? Милан Божијовски. Од овде си од Присад? Не, Од кое место си? Прилеп овде. Од Прилеп? Доаѓаш вака често пати за здравје на фамилијата за Редовно. редовно. Так, Редовно готово. так. За колку минут билика денеска гости? Денеска мало се чима. Сигурно 150 вишно. Машала, добра е, добра е, добра е. И на компати има и по 7-800 Так. души.